се настапувале како опозиција, ќе пробам да го преформулирам и воопшто не звучам како опозиција. Дали ќе помогне доколку звучам како поддржуваш на власта, за оваа мерка само да помине. Бидејќи еве ќе ја промовираме мерката што претходно била спроведена од некои други. Не станува зборов дека власт опозиција. Имаме мерка која е од интерес за граѓаните, која е популарна и која е потребна, што е најважно. Дали треба пак да дефинираме што значи кризата? Сега имаме прогласено топлата и енергетска криза. Двете. Сега, имаме мерки, ама немаме резултати. Од една страна им велиме на граѓаните: штедете струја, најдете начин да бидете во блоковите. И помалку да трошите и помалку да плаќате. Ќе ги цитирам колегите што се изјаснија претходно. Има ли подобар начин од инвертер климата? Можеме да ги разгледуваме и другите системи. Да, ама заборавате, и топлотните пумпи, и новиве системи на фреон, може би некои проценти и повеќе се штеди на струја, ама се бара минимум 250 квадрати да има 250 квадрати простор за затоплување. Нашите граѓани не се на 250. Просекот е 80, затоа и го земав тоа како пример во излагањето. Втора работа, доколку сега говориме за инвертер климите што се достапни за граѓаните со цените, многу повеќе и многу поскапи се овие системи што ги кажавте. 10, 15, 20.000 евра се. Конкретно за територијата на Скопје, користењето на подземните води се 9 до 12 степени, неисплатливо е. Никогаш нема да загрева водата. И така натаму, се технички дел да не доаѓаме. Поинтата ми беше: имаме мерка каде што со релативно мал износ на средства, што може да се ги дозволи владата со пренамена и прифаќање на овој амандман, може да направи огромен бенефит во ваква кризна ситуација. Нагласувам кризна ситуација. Бидејќи ако имало интерес од граѓани 1000, 2000 или 3000 сега на територија на Македонија, со оваа мерка ќе имаме уште дополнителни 500.000. Нели? Двојно поголем ефект ќе имаме во кризна состојба. Колку повеќе граѓани користат што е можно поеколошки и по енергетски ефикасни инструменти или системи, толку побрзо ќе искочиме од кризата и толку побрзо ќе можеме да излеземе во пресред на препораките на владата. Не, така да го кажам, да не биде опозиционо. Во интерес на владата е да се прифати овој амандман. Но овдека единствениот аргумент зошто не се прифаќа амандманот е тоа бидејќи доаѓа од опозицијата и ние немаме честни намери. Тоа што ќе обезбедиме средства за дополнителни повици или дополнителна помош на веќе објавените повици на нашите сограѓани. Ви благодарам. Ви благодарам и на